Добродојдовте во Урбаните вести. Од сабота, 10 јуни, започнува со работа петтата сезона на VIP Аква паркот, кој се наоѓа во комплексот на спортскиот центар Борис Трајковски. Во продолжение следуваат насловите за денеска. Се одржа крводарителска акција во општина Газибаба. Каратистите од карате клубот Металург на прием кај градоначалникот на општина Газибаба. Награди за најдобрите воспитувачки и негователки во општина Центар. Иницијатива на Друштвото на писателите на Македонија за преиспитување на лектирите за основно и средно образование. Граѓаните на општина Газибаба денеска имаа можност да се вклучат во крводарителската акција, која што ја организираше општината во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Во крводарителската акција беа собрани околу 20 крвни единици. Во соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба, по втор пат во просториите на општина Газибаба денеска се одржа крводарителска акција. Крводарителската акција беше реализирана со стручна помош од Заводот за трансфузиологија, а како што информираше првиот човек на општината Тони Трајковски, во план е да се реализира и трета крводарителска акција по повод денот на општината. По втор пат оваа година се организира крводарителска акција овдека во просториите на општина Газибаба. И ова година планирано е да имаме 3 вакви крводарителски акции. Третата е планирана некаде во месец ноември, тогаш по повод денот на општина Газибаба. Стручна помош ни дава Заводот за трансфузиологија, кој што непосредно тука се задолжени да ја спроведат оваа постапка, а ние како општина ќе продолжиме понатака да ја даваме поддршката, затоа што заедничката цел е колку што може повеќе се мотивираат луѓето да дојдат да ја покажат својата хуманост, да даруваат крв. Во крводарителската акција се вклучи бизнис заедницата на општина Газибаба, институциите, факултетите, како и останати жители на општината. Активно се вклучуваат бизнис заедницата на територија на општина Газибаба, институциите, факултетите, студентскиот центар, компаниите. Градоначалникот Тони Трајковски ги повика граѓаните да ја покажат својата хуманост со тоа што ќе земат масовно учество во крводарителските акции и ќе спасат нечии живот. Ги мотивираме нашите граѓани кога се организираат овие хуманитарни активности, таа нивна хуманост да покажат на дело, да дојдат и да даруваат крв во дадена ситуација, заеднички да помогнеме за спасување на човечки живот. Градоначалникот Тони Трајковски ги прими членовите на карате клубот Металург, кои на 3 и 4 јуни учествуваа на Европското првенство за региони во Приштина и им честиташе за големиот спортски успех. Каратистите Мартин Несторовски, Азис Исмаил, Виктор Крстевски, Петар Спасиновски, Емир Ќосовиќ, Семир Ќосовиќ и Давид Петков со тренерот Мирче Јанушевски го освоија првото место на ова големо надпреварување во категоријата борби, каде учествуваа околу 20 земји. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска ги прими каратистите од карате клубот Металург, кој на Европското првенство кое се одржа во Приштина, Косово, го освоија првото место во екипен спорт. Тренерот на клубот Мирче Јанушевски нагласи дека е многу потешко да се постигне успех во екипен спорт, затоа што, како што рече, резултатот зависи од повеќемина спортисти кои мораат да бидат добро подготвени и меѓусебно синхронизирани. Ги охрабри и понатаму да продолжат со успесите, а ги повика и младите да се занимаваат со карате. Карате клубот Металург како државен prvак во сениори екипна конкуренција, борби, зеде учество на Европскиот шампионат за региони кој се одржа изминатата сабота недела на 3 и 4 јуни во Косово, Приштина. Прв пат во историјата на Македонија освоен е во финалето е победена екипата на Агдени со Турција. Освоен е пехар, прво место. Капитенот на клубот Мартин Несторовски истакна дека е посебно горд на својата екипа со која долго време се подготвувале за настапот на Европското првенство во карате. Многу ми е драго што ете така една млада екипа изработи толку добро во финалето пред се, бидејќи беа многу дисциплинирани и воопшто не понесе таа еуфорија дека сме во финале, па што биде нека биде, него бевме сигурни, бевме решени дека ќе атакуваме на првото место, така да сите многу зрело изработија, зрело зборам во психички аспект, кој што реално во нашиот спорт е многу битен, а и во секој друг спорт. Така да екипата изработи одлично, јас сум горд на моите колеги и
Секако ми е многу драго што ние сме оваа екипа. Јас како капитен ми е многу драго што ние први освоивме еден ваков голем медал на европски првенства. Градоначалникот Трајковски, кој денеска им го честиташе успехот на каратистите, истакна дека општина Газибава во континуитет го поддржува спортот, а со поддршката ќе продолжи и во иднина, со цел да се мотивираат младите да спортуваат. Ова е карате клуб кој што е не само бренд за општина Газибава, туку и навистина препознатлив клуб во државата и насекаде надвор од државата каде што настапува. Ова е еден голем успех за нив, воедно тоа е успех и за сите нас, затоа што верувам дека тоа што го покажа ќе ги мотивираат и сите наши останати каратисти кои што тренираат, значи дека иако потекнуваме од една мала држава, дека можеме и на вакви регионални европски првенства да постигнеме одлични резултати. Општина Газибава досега даваше поддршка на активностите на карате клубот Металург, се договоривме за понатамошна поддршка и во иднина, а со самиот факт што веќе и ова спортска дисциплина е дел од олимписките дисциплини, значи ни предстои големи ангажмани во иднина заеднички да успееме да се избориме за учество на Олимпијаде, каде што исто така како што напоменав ќе ги мотивираме нашите идни спортисти да земат активно учество во некои од спортовите, по можност и во овој спорт. Покажуваме одлични резултати. Општина Газибаба како и досега, така и во иднина може да дадам ветување дека ќе продолжиме да ги следиме нивните успеси и во секој момент да помагаме согласно нашите можности. Се проширува партизанска. Деталите подоцна во вестите. Општина Центар денеска ги награди најдобрите воспитувачки и негователки во детските градинки, со цел да им се заблагодари за грижата за најмладите, но и со цел да ги мотивира и останатите да го следат нивниот пример. Општина Центар продолжува со грижата за најмладите и со наградите за најдобрите воспитувачи и негователки од градинките кои се на територија на општината. 16 воспитувачки и негователки од општина Центар денеска добија награди за грижата за најмладите, кои им беа доделени од градоначалникот Андре Жерновски. Основата на нашата личност, рече Жерновски, ја стекнуваме во градинките. Затоа ја започнавме и ја спроведуваме оваа идеја, со цел да бидат наградени најдобрите, но и да ги поттикнеме и мотивираме сите вработени кои се грижат за најмладите. И во иднина ќе продолжиме со она што веќе стана традиција. Секоја година ќе ги наградуваме најдобрите воспитувачи, рече градоначалникот Андре Жерновски. Манифестацијата беше проследена со музичко-ритмички точки изведени од децата на градинката домакин 13 ноември. Град Скопје информира дека во тек се градежни активности за проширување на коловозот на булеварот Партизански одреди, со цел да се добие четврта коловозна лента за вртење лево на крстосницата со улицата Франклин Рузвелт. Екипите на град Скопје и на јавното претпријатие улици и патишта деновиве изведуваат градежни активности за проширување на коловозот на булеварот Партизански одреди, за да се добие четврта коловозна лента за вртење во лево на крстосницата со улицата Франклин Рузвелт. Проширувањето, информираат од град Скопје, на коловозот се изведува со скратување и стеснување на средишната жардинјера од булеварот во должина од 100 метри и широчина од 3 метри. По завршувањето на овие градежни зафати на посочениот потек ќе биде нанесен нов асфалтен слој. По завршувањето на оваа коловозна лента, јавното претпријатие улици и патишта планира проширување уште на 4 крстосници по должина на булеварот Партизански одреди, каде што не постои простор за вртење лево. Градот Скопје испрати соопштение до јавноста со реакција за невистините што во текот на изминатите 2 дена беа пласирани во дел од медиумите во врска со пропаѓањето на камион во површинската фонтана на плоштадот Македонија, како и на обвинувањата дека станува збор за неквалитетна градба на фонтаната. Градот Скопје испрати соопштение со реакција на невистините што во текот на изминатите 2 дена беа пласирани во медиумите во врска со пропаѓањето на камион во површинската фонтана на плоштадот Македонија, како и на обвинувањата дека станува збор за неквалитетна градба на оваа фонтана. Сакаме да нагласиме дека површинската фонтана на плоштадот Македонија е градена според сите стандарди за изведба на ваков тип фонтани. Станува збор за површинска, така наречена
изградува фонтана со вкопано армирано бетонско корито, изјавуваат од градот. Градот Скопје сака да појасни дека околу плоштадот Македонија има кружна црна патека од гранит која што е предвидена да издржи тежина на камиони. Дополнително, пред одржувањето на причекот на европскиот ракометен шампион Вардар, на плоштадот имаше 5 чувари кои ги насочуваа камионите со опрема да се движат токму по црната гранитна патека. Камионот на јавното претпријатие улици и патишта, што пропадна во површинската фонтана, носеше огради, сопственост на МВР, предвидени за просторот пред и околу бината. Но и покрај укажувањата на чуварите, возачот на камионот го завртел возилото кон фонтаната и пропаднал. Другите камиони кои го почитувале укажувањето од чуварите да се движат по црната гранитна патека без пречки ја транспортирале опримата за бината, велат од град Скопје. Од тука, грешката за пропаѓањето на камионот во површинската фонтана на плоштадот Македонија е исклучиво кај возачот на камионот кој претходно бил предупреден дека возењето по оваа фонтана е забрането, се додава во реакцијата. Инаку во текот на вчерашниот ден, екипи на градот Скопје вршеле увид во направената штета на површинската фонтана на плоштадот Македонија, која, како што велат оттаму, наскоро ќе биде поправена и ставена во функција. Очите на спортската јавност се вперени во Македонија. По освојувањето на врвот на европскиот ракомет на ракометниот клуб Вардар, следува уште еден спортски спектакл, Куп на УЕФА. Активностите за обезбедување на условите пропишани според УЕФА се во тек, а проблемот кој неудамна беше пласиран во јавноста за попречување на обезбедување на место за возила за пренос на купот ќе биде надминат, потврди градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. На почетокот од идната недела, УЕФА на својата интернет страница ќе постави апликација на која сите заинтересирани ќе можат да конкурираат за билети за Суперкупот што на 8 август ќе се одржи во Скопје. Според најавите, во продажба ќе бидат пуштени околу 15.000 влезници, бидејќи остатокот од вкупниот капацитет, нешто над 33.000 места, ќе биде поделен меѓу навивачите на Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид. Аплицирањето ќе трае до 4 јули, пошто по пат на лотарија ќе бидат одредени добитниците на билетите. До почетокот на аплицирањето останува да се утврди цената на билетите. Минатата година во Трондхајм тие се движеа од 50 до 150 евра, но се очекува сега да бидат далеку поевтини. 99% од потребните услови за предстојниот куп на УЕФА се исполнети или се во завршна фаза. Арената Филип II е подготвена и ја доби оценката добар, но се уште има простор до 8 август да се подигнат условите на повисоко ниво. Ова неодамна го соопшти директорот на АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор Цветко Грозданов, по обвинувањето од градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, дека на арената Филип II се вршат незаконски действија и дека одржувањето на купот е доведен во прашање. Цветков на пресконференција информираше дека од општината му издале одобрение за градба на земјиштето во рамки на арената, каде што треба да бидат поставени возилата за принос на купот, односно за медиумите, а потоа по 2 месеца се прогласиле за ненадлежни, поништувајќи го претходно издаденото одобрение. Подготовката на земјиштето на кое според првичниот проект требало да има тениски терени е 70% завршена, но сега откако општина Центар го повлече одобрението за градба, тоа ќе биде само израмнето бидејќи како што објасни Грозданов, и онака веќе ги исполнува условите за потребната цврстина што ја бара УЕФА. Од друга страна, градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски истакна дека општината нема намера да го бойкотира ова несекојдневно спортско случување. Просторот за паркирање на возилата за принос на купот ќе биде оспособен, но важно е да се почитуваат законските регулативи, истакна Жерновски. Ќе добиеме многу од еден таков спектакл, особено што сега знаеме кои ќе играт едно такво дерби кај што ќе играт Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед е светски празник на фудбалот. Меѓутоа законите мора да се испочитуваат. Нема да се блокира на пристап, никаков паркинг, ќе биде завршено сетото, но мора да биде во рамките на законот. За ова паркирање фактички се работи за компаундите кај што треба да бидат сместени ТВ станиците, тоа е нешто што многу лесно ќе се реши. Суперкупот на УЕФА се игра на 8 август, а меѓу себе ќе се сретнат екипите на Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед.
Друштвото на писатели на Македонија оценува дека содржините на лектирите кои се во програмата за основно и средно образование се несоодветни и не се во тек со новите трендови на домашната и светската литература и бара преиспитување на истите. Друштвото на писателите на Македонија соопшти дека на предстојното редовно годишно собрание закажано за 22 јуни ќе покрене иницијатива за преиспитување на содржините на лектирата за основно и за средно образование. Друштвото на писатели на Македонија оценува дека содржините на лектирата што им се нуди на учениците во голем дел е застоена и не кореспондира со вистинските вредности во делот на класичната литература, но и со новите трендови во домашната и светската книжевност. Друштвото ќе побара од Министерствата за култура и за образование и наука да ги употребат своите механизми со учество на независни експерти од областа на книжевната наука и образованието за прочистување на лектирата според естетските параметри и реалните очекувања од современиот образовен систем, како и ослободување на изборот на авторите и делата од какви било идеолошки и други нелитерарни мотиви, соопшти Друштвото на писатели на Македонија. Писателската асоциација наведува дека е подготвена да учествува во сите фази од реализирање на иницијативата и очекува таа да придонесе за афирмација и доближување на вистинските вредности на литературата до младите писатели. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во повеќе делови од Скопје. Без струја утре од 8 до 10 часот ќе останат корисниците од населбата Визбегово, поточно објектите десно од стариот Качанички пат, како што соопштија од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, заради технички зафати во електромрежата. Од 9 до 12 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од дел од улиците Охридска, Прилепска, Маџирмало, Вардарска и улиците број 59 од 9 до 14 часот, корисниците од дел од улицата Че Гевара и од 11 до 13 часот. Без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Индира Ганди кај број 31. Управата за хидрометеоролошки работи најавува стабилизирање на времето и покачување на температурите. Во продолжение следува МТМ Метео. И пред да се одјавиме уште една информација. На улицата Франклин Рузвелт во близина на Министерството за економија викендов ќе биде воведен времен сообраќаен режим за движење со возила заради реконструкција со дислокација на магистрален топловод од дистрибутивната мрежа за топлинска енергија на централниот топловоден систем, информираат од Balkan Energy Group. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.